за градоначалник на општина Битола, една за секогаш да дојди квалитетен градоначалник. Човек со огромно животно работно искуство. Човек кој што знае да ја менаџира Битола. Нас на Битола не ни треба лаборанти, медицински сестри, доктори. Нас ни треба економисти, менаџери, бизнисмени, кои што сакаат да ја водат Битола, бидејќи нас ни е потребно покрај улици, инфраструктура, вода, проблемите со ѓубрето. Тоа е, мислам, смешно и секогаш го кажувам, стварно жалосно кога за тоа се дискутира во 21. век. Ние треба да дискутираме за инвестиции, за фирми, фабрики, да зборуваме за децентрализација на општините. Зошто децентрализација? Не може владата или собранието носат закони и тие ни кажуваат ние во што може да инвестираме, во што не. Значи, ако јас знам дека сум способен, градоначалник ќе бидам поточно, способен сум затоа што имам огромно искуство во Соединетите Американски држави. Има 2 компании, работев со 300-400 луѓе. Организација не е проблем. Исто е моето искуство во Америка, со како Америка се движи напред. Јас исто со берзата се занимавав, а економиста сум дипломиран. На Битола му треба човек да одговорам и завршам со прашањето поточно, кој што знае да менаџира, кој што ќе направи врвна економија, ќе го уништи криминално што владее помеѓу политичарите, градоначалниците и советниците. Значи, нас секој ден ни се краде, бидејќи во спрега заедно со бизнисмени, криминалци, слободно можам да ја наречем, не сите во Битола, што ги земаат тендерите, соработуваат и делат пари. Од тендерите, проценти, ќе му фрлат нешто на градоначалникот, нешто на главните во Советот, како пример речиме председателката Илиевски и така натаму. Значи, ние мораме да имаме човек што знае да менаџира. Почитувани битолчани, почитувани граѓани на општина Битола, да гласате за мене како ваш иден кандидат за градоначалник тоа е да гласате за самите себе, за вашите семејства, вашите сакани, вашите деца, внуци. Да гласате за иднината ваша, да имате подобра иднина, да гласате за подобра Битола. Јорго Гненовски за Битола. До тебе.